Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми. Согласно член 77 став 2, барам дополнување на дневниот ред на денешната седница со точка предлог на закон за изменување и дополнување на законот за туристичка дејност. Свесна сум што ќе ми одговорите, председателе, исто како што и вие сте свесни дека во оваа држава и во овој законодавен дом она што е корисно останува на чекање, додека се што е штетно за граѓаните и државата добива приоритет. Дури и кога станува збор за нешта на кои воопшто и не име местото во собранието, како што беа минатонеделните така наречени заклучоци. Не се да се навратам на барањето за дополнување на дневниот ред. Основната цел на предлог законот е да се обезбеди доследна примена на одредбите од Законот за туристичка дејност, да се прошират надлежностите и попрецизно да се уредат условите и начинот на вршење на туристичка дејност од страна на овластените инспектори од општините и градот Скопје во делот на надзорот, делот што се однесува на склучените договори за туристичките водичи и туристичките придружници, кога даваат услуги на странски туристи, како и за изрекувањето глоби за прекршоците предвидени во предложениот закон. Имено заради неуредени во целост членови од законот и пред се заради неусогласеноста на законот со другите закони, инспекторите при вршењето надзор над спроведувањето на одредбите од законот се ускратени во целост да го вршат истиот, со што се нарушува целта заради која беше донесен законот. Со постојниот закон, туристичко-угостителската инспекција на град Скопје е надлежна за вршење на надзор на физичките лица кои вршат туристичка дејност, додека надзорот на правните лица го врши државниот пазарен инспекторат, со што законски се ограничува надзорот и ефикасноста при вршењето на истиот. Тоа значи дека одделни прашања по-конкретно мора да се уредат со правилници со кои ќе се пропише точна форма, начин и содржина како треба да се постапува, односно како треба да се водат регистрите од општините. Понатаму, праксата покажува и дека дел од туристичките водичи кои водат група туристи во земјава со себе не носат никаков договор склучен со туристичката агенција или друга институција од која се ангажирани, со што инспекторите немаат увид дали водичот е ангажиран преку туристичка агенција или самостојно. Затоа бараме ова да се дефинира и да се наведе во Законот за туристичка дејност, со што би можело да се врши проверка на начинот на кој е ангажиран водичот. Почитувани, ако сакаме развиен туризам, мора да имаме јасна, недвосмислена и прецизно уредена законска материја која ја регулира оваа област. Од овие причини барам овој закон што е можно побрзо да се разгледа и што е можно побрзо да се усвои. Исто така барам поддршка од колегите од мнозинството, посебно од оние од туристичките места. Ви благодарам.